вечер, Прилеп. Добро вечер, Прилепчани. Се наоѓаме на говорницата во убавиот град Херој Прилеп, кој што го дал својот допринос за време на Втората светска војна, бидејќи прилепчани од секогаш биле големи револуционери. Денес од оваа одговорница ве повикувам, драги прилепчани, да не се придружите во фронтот за спас на Македонија. Истовремено ги повикувам сите политички и правни субјекти да се приклучат, бидејќи време е за спас на нашата држава, која што секојдневно тоне и е колабирана во пропаст, бидејќи главните столбови во нашата држава не функционираат. Не функционира здравствениот систем. Знаеме сите што се случуваше на клиниката за онкологија. Знаеме за многу ранливи групи категории на пациенти, кои што секојдневно се молат за да добијат лек. Немаме диагностика по болниците, немаме реагенси за лабораториски испитувања. Значи здравствениот систем ни тоне. Ако сакаш да уништиш држава, се вели, нападни го само здравствениот систем и образованието. Тие се главните столбови, исто така и полицијата. Меѓутоа, сакав да кажам, судството, правосудството, ништо не работи. Државниот апарат е пренатрупан со премногу администрација, која што е непотребна. Доколку би се разредила таа администрација по примерот на нашите соседи, тогаш би имале повеќе пари останати во буџетот, за да се распределат за други намени. Исто така собранието е пренатрупано со пратеници на овој број на македонски народ. Ако одиме по примерите на нашите соседи, во нашето собрание би требало да имаме околу 80 пратеници. Иако тие веќе 6-7 месеци земаат ненормално високи плати со астрономското нивно покачување и не се откажа од тие цени, од тие плати, додека нашите пенсионери секојдневно молат и кукаат за да се подкренат нивните минимални пензии, за да можат да екзистираат на ова мало парче македонска земја. Проблемите се широки и многубројни. Затоа од тие побуди јас настапив тука во Демократи. Никогаш не сакав политиката, но актуелната ситуација на долгогодишни кризи во Република Македонија ме натера да пристапам во Демократи, бидејќи ние демократи сме честни и поштени луѓе и сакаме само добробит на оваа држава. Ве повикувам, дојдете со нас, заедно да настапиме во фронтот за спас на Македонија, бидејќи ние сме демократи. Никогаш не работиме за лошо на оваа држава. Работиме за општочовечко добро. Ние сме хумани луѓе, со големо животно искуство. Уште еднаш апелирам до сите политички правни субјекти. Дојдете со нас, за да си ја спасиме нашата мила државичка, која што е само 1,5 милион народ, бидејќи младината ни избега во развиените земји. Не сакаме да живееме. Знаеме како се системите на развиените земји. Затоа сакаме промена на овој систем. Да живее Македонија, Македонија вечна и вековита.